Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Денешното неделно попладне ќе се разликува од вообичаените изданија на оваа емисија поради специфичноста на денот, нели денес се одржуваат и се одржува првиот круг од председателските избори во нашава земја. Моја гостинка во студиово е Јулија Милкова, која вие сите ја знаете како актерка во Струмичкиот театар, но оние кои малку подолго или подобро ја познаваат Јулија Милкова, ја знаат како активна и во невладиниот сектор. Имено таа е председател на Сдруженијето Видливост. Јуле, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добар ден, добро ве најдов. Ова е разговор со повод, а поводот се вика Животните во шумата. Да. Зашто станува збор? Станува збор за еден интересен проект, така? Да. Станува збор за проект едукативен, наменет за деца, Животните од шумата, кој што е практично продолжение на минатогодишниот кој што беше Животните од фармата. Всушност праксата е иста, само што оваа година имаме Животни од шумата. Така. Се работи за 3 театарски представи или анимации, како што јас сакам да ги кажувам, затоа што се за деца од 2 до 4 годишна возраст. Значи праќаме по едно животно. Значи предшколска возраст, така? Да. Активностите се одвиваат во градинката Детска радост. Проектот е финансиски поддржан од општина Струмица и до сега функционира супер. Така. Ајде да се подсетиме на минатогодишниот проект Животните во фармата, проект за кој повторно разговаравме во оваа емисија, ако не се лажам. Какви беа бенефитите, колку си ти задоволна, колку беа децата задоволни од самиот проект, од реализацијата на истиот? Уште пред да започнам, не се сомневав дека ќе биде едукативно, но нели, деца сите се различни. Минатогодишниот беше за деца од 2 до 8 годишна возраст. Голема група на деца е тоа, така. Но резултатите беа навистина одлични. Значи, јас ги посакував, така. Ќе бидам скромна, нели? Така. Ги посакував резултатите и излега одлични затоа што децата беа презадоволни. Стручниот тим, што ми е навистина важно од градинката Детска радост, нели, педагог, психолог, исто следеа воспитачките, така. негователките сите, они беа презадоволни, исто и родителите, што ми имам реакција од родителите дека очекуваат некој животно да дојде во посета, или дека зборуваат децата, имав ситуации кога родителите ми викаа кравата кажа да не користиме таблет. Мамо, не смеам да играм на таблет, ајде ќе си играме игра. Значи тоа е одличен резултат според мене. Така. Добро, ти си задоволни, нормално е кога нешто е успешно да се повторува и како резултат на тој успешен минатогодишен проект се случува овогодинешниот Животни во шумата или од шумата? Од шумата. Од шумата. Во шумата има многу животни. Со колку животни им се представуваш на децата? Годинава имам само за малите групи, Добро. односно од 2 до 4 години, 3 животни имам. 3? Да, 3. Добро. Зајак, мајмун и пчела. Така. И не случајно се одбрани тие. Така. Затоа што самата програма, односно презентацијата која што им ја вршам на дечињата, нели личи на театарска представа. И се вклучени како 3 сегменти, значи најпрво едукација за животното со кое што се представува актерот, потоа имаме прашање од дечињата доколку нели има интерес, интерактивно е, може да зборуваат, да прашуваат, да комуницираме. И секогаш на крај, пред да завршам, имам едукативна детска игра. Значи сакам да ги научиме, не само јас, туку примерот и да се следи и понатаму, децата да не играат толку на таблети, затоа што постојат толку едукативни игри преку кои што тие можат да научат нешто. Сега системот оваа година го направив така, зајакот скока. И учиме нели дека скокаат. Преку игра која што направив со броеви од 1 до 10, значи заедно скокавме. Скокаме, се радуваат, тие се мали деца, многу сакаат. Скокаат и тие? Така. Скокаат, да, скокаме на играта и учиме да броиме од 1 до 10. Така. Успех, според мене, ако знаеле до 5, да научат и до 7, не мора до 10. Така. Но е успех. Со мајмунот учевме, например, за сообраќај, како
најпаметно, нели, животно од шумата, учевме за семафор, учевме за пешачки премин. Значи, јас велам, доволно е да научат дека треба да се свртат лево па десно пред да поминат улица и дека тоа треба да го прават на пешачки премин. Исто ги учев за кацига за возење, тротинет, велосипед, дека е корисно. Со пчелата учевме, нели, за мед и плюс за екологија. Фрлавме ѓубре, како се фрла ѓубре во канта. Така, одлично, одлично. Колку децата пројавуваат интерес на таа воза за она што ти им го презентираш? Значи, јас имам искуство од порано со детски представи, нели, како целосна представа. Сега вака, најчесто трпението на таа група на деца им е максимум до 25 минути. Но во анимациите мене ми се случува не само што е 30 минути, некогаш да се задржам и 40 минути, затоа што успевам да ги анимирам. Значи, интересно им е, имаат трпение да се исчекаат, да се наредат, да поиграме и бараат уште. Одлично. Значи, интерес имам. Да. Затоа и маскоти, тоа сакав да спомнам. Затоа инсистирав да се маскоти, да се убави маскоти професионално направени. Маскотите ми ги изработуваат во студио Матра во Скопје, двајца професионалци, Кирил Василев и Марија Трајковска, се специјално направени за таа намена. Значи, јас ги гледам децата, ама они не ме гледаат во маскотата, значи целосна е. Имам прегледност, ама они само слушаат дека нешто има и се случува. Сега во оваа генерација на деца, оти нели знаеме, јас го имам по дома, мало е, 3D, прекрасни песни, прекрасни цртани филмови. Мислам дека малку е тешко ние како актери да ги анимираме во стилот на сега само, нели, ќе ставам две кики и ќе сум јас и ќе се облечам шаренко. Вниманието го држи маскотата. Така. Тоа ми се докажа затоа што е нешто убаво направено. И на нив им е, значи, првиот момент вака те гледаат и потоа сакаат да те допрат. Тоа е многу интересно. Така, да видиме значи, как... Да, обавезно. Така, значи, се гушкаме, се милуваме, се учиме да не се тегне опавчето или боцката сега после. Правите заеднички фотографии, предпоставам, селфи, така? Селфи не. Не? Добро. Се учиме многу да не користиме, нели? Добро. Мобилни. Ама имам човек кој што, нели, тоа сето го документира. Одлично. Одлично. Претпоставувам се најде во тој проект и уживаш во тој проект како што уживаат и децата, нели? Во која фаза е проектот? Колку клонови до сега имаш поминато или? Вака сега, проектот вклучува време трајање од 5 месеци. До сега веќе 3 сум при крај. Ги завршувам. 5 месеци зборувам затоа што еден ми треба за подготовка да се осмисли целиот концепт на сите тие 3 представи. И потоа одам во секоја група, значи не е собирање на деца на едно место, децата не ги носиме никаде, просто маскотата оди во нивната група. Затоа што повеќе од 30 деца веќе немаат концентрација и не можеш со секоја да работиш поединечно. Така. А многу ми е важно да се работи затоа што си треба и време. Секој дете сака да те гушне, значи имам пракса јас. Секој дете да ја гушне маскотата, секој дете да ја помилува, не смее никој да биде изоставен. Така, одлично. Добро, јас посакувам до крајот на време траењето предвидено за овој проект да помина нека како што ти посакуваш и бидејќи велиш тоа е представа, веројатно монолог некако, бидејќи само интерактивен со комуникацијата со нив. Постои ли некаков пред тоа направен текст како текст за представа? Предпоставувам автор си самата ти. Да. И има ли импровизации тука во зависност од реакцијата на децето, ти треба да се биде умешан во таа работа, така? Мора да има, затоа што ако јас предвидам дека, нели, ќе тргнам со пчелката, ќе тргнам дека доаѓам од шумата и каде живеам, значи ми се случи пред да го кажам тоа, да искоментираат децата сега нешто им е чудно. Имаш крилја? Јас имав во концепт дека имам крилја, но прво, ајде за крилјата, покажуваат интерес дека сакаат тоа да го знаат. Потоа се враќам на шумата, се враќам каде живее пчелата. Само играта секогаш морам да ја оставам за последно, за да изслушаат, да научат нешто. Советување дека ако се изслушаме, ќе играме игра. Така. И секогаш е прифатено. Ако добро те разбрав, значи повеќе наменски е проектот и таа интеракција со децата, бидејќи тие во исто време учат и за природата на самото животно, за неговите карактеристики и плюс преку
одредени работи кои ги спомна, нели, екологија, семафори, сообраќај и така натаму, и за други нешта се учат тие деца, баш е време од 2 до 4 години да научат корисни нешта. Да, со тоа што сега јас си ги викам прва сезона и втора сезона. Да. Оваа школска година се 8 групи, значи имам реализирано 24 представи. Сега, другите групи, октомври и ноември ќе бидат. Малку, значи, ќе подпораснат и пак ќе влезат во мала група во новата, нели, учебна година, како ќе му дојде септември 2019. Па уште 24 или доколку има повеќе групи, сите тие мали групи исто така мора да поминат. Оно што ме интересира е, дали со како пчелка одиш во сите групи, па потоа доаѓа време тоа да биде мајмунот, така ли? Да, значи прво... Значи во една група одиш 3 пати, така? Во случајов со трите животни, така? Супер, одлично. Значи се дружите без малку цела година. Цела година, да, цела година, секој ден имаме активност. Значи, помина животните од фармата, поминуваат, нели, или во текст животните од шумата, следната година треба да очекуваме животни од морето. Да. Нели? Се надам, да. Кит, не знам што. Да, како невладина разработивме баш 3-годишен проект. А после следната година за птиците ќе разговараме, нели? Може, може, а потоа може пак да ги враќаме сега по мојата мисла. Да знаеш, бесплатна ти е идејата од мене. Да. По мојата мисла и како што пресметав, значи, тие групи на деца што ќе проследат, по одредено време и ќе излезат од градинката. Значи ќе дојдат нови генерации и тие нови генерации треба да научат и за домашните животни, животните од фармата, и за шумските животни, со тоа што ќе биде олеснително, затоа што викам јас, најскапото веќе го имаме, односно маскотите. Супер. Значи тоа ќе трае и ќе трае и ќе трае и на твое задоволство, тоа што е најважно, на задоволство на децата. Одлично. Ајде малку за видливост. Колку време постои и со која цел е формирано тоа здружение? Видливост постои од 2017 ноември и е формирано со цел... Релативно ново, значи, да, релативно ново. Формирано е со цел баш за проектот. Така. Значи, тоа беше целта, затоа што беше потребна финансиска помош за да се реализира целото. Апсолутно. И патот е преку невладина. Не може јас како индивидуалец, имам идеја, нели? Така. И се испостави добро, супер, што ете, формирав невладина, се држам точно на тие проекти за едукација и за развоја. Целна група ми се децата. Така. И така ќе продолжи. И така ќе продолжам, да. Добро. Во таа област. Случајно или не, помеѓу животни од фармата и животни од шумата се случи животинска фарма во Струмичкиот театар. Случајно предпоставам. Вака, минатата година не излеговме и јас и моите колеги, затоа што минатата година имавме и театарска представа со животните од шумата, наречена Дружината на Лајко Сезнајко, за децата од 4 до 8 годишна возраст. И да, баш се шегувавме, годинава не излеговме од состојба на животни. Супер. Па и подобро е, животните понекогаш се подобри од другите. Да, едните за малите, другата представа нели за возрастните. Супер, добро. Кога веќе поминавме на другата тема, чинам дека кажавме се за проектот, нели? Она што треба да го знаат гледачите. Ајде да се вратиме во театарот. Какво е чувството да се биде дел од Струмичкиот театар? Колку време си веќе во Струмичкиот театар? Имаш различни периоди, да? Имам периоди. Прв пат во 2006 само што дипломирав. Многу одамна. Ти на 13 години си бил во театар? Не, имам 20. Јас сега така, гледајќи те, ценам, добро. Имам 22, само што дипломирав, хонорарно влегов во представа, 2006 година и 2007 се играше. Потоа заминав во Скопје, работев таму, се вратив 2011, пак хонорарно играв представи, 2013 веќе се вработив. Така, и веќе 6 години. 6 години си професионално ангажирана во Струмичкиот театар. Задоволна? Да. Да. Играш во неколку представи кои се на репертуарот на Струмичкиот театар, кои се тие? Да ги подсетиме. Во моментов актуелна е Животинска фарма, како што кажа. Животинска фарма. Другите... Забрането смеење те има, ако не се лажам? Не. Не, те нема во забрането. Добро. Смеење.
Пипи долгиот чорап исто правевме годинава, детска представа. Супер. Тие се. Одлично. Сега очекуваме нови. Добро. Годинава Струмичкиот театар слави 70 години. Јас се надевам дека луѓето од оваа институција и од Националниот установен центар за култура Антон Панов ќе направат голем ангажмент, бидејќи ова не е мал јубилеј, 70 години постоење е навистина јубилеј достоен за почит. Каде утре задутре се гледа, Јулија? Она што е интересно е, Воландовчанка си, работиш во Струмица. Живеем во Струмица. Живееш во И Струмица. сум струмички жител. Така? Да, 2000. Тоа сакав да прашам, се чувстваш повеќе Струмичанка или Воландовчанка или оти во пази, што ти одговориш, оти во моментов и Воландовчани не гледат, оти нели регионална телевизија сме. Пази што ќе ми одговориш, Струмичанка или Воландовчанка или 50-50? 50-50 веќе. Да? Да. Некако убаво ми е во Струмица. Не ми беше лошо и во Валандово. Убаво ми беше. Јас не можам нормално цел живот сум живеела така. Ама кога дојдов во Струмица, во ниеден момент не се почувствував јас сум Валандовчанка и не можам да се снајдам во Струмица. Значи влегов така, лесно. Ама еве кај е, тоа се два соседни града. Да. На времето вика нашите баби под исто сонце гаки слушале. Тоа е Валандово. И Струмица, често одиш во Валандово? Да ви кажам честно, ретко одам. Ретко? Не ми се верува. Одам. Имам обврски тука, не можам да стигнам. Така. Една работа, друга работа, семејството ми е тука. Така. Се преселивме сите. На татко ми фамилијата исто е тука, цел живот била тука. На мајка ми е од Гевгелија, почесто одам за Гевгелија во моментот отколку во Валандово. Другарките ми од Валандово не живеат во Валандово. Така, добро. И така напоминување со некои блиски пријатели. Ама ретко се случува. Ама тоа е најмногу заради обврски, не дека немам јас убави чувства кон Валандово. Напротив, баш би сакала. Може би, правиш ли напори на првите луѓе во Струмичкиот театар да им кажеш ајде представата да ја играме во Валандово? Да. Така? Да. Се случува тоа? Да. Да? Се случува. Јас многу инсистирам не само во Валандово. И низ Македонија. Добро. Ние почесто сега со детските представи одиме. Така. И убаво поминуваме, не само од театарот, ете и со видливост бевме на неколку пати со дружината на Лајко Сезнајко и секаде убаво оди, затоа што бевме во партнерство минатата година со НЦК Антон Панов. И чинам дека кажавме се од прилика. Јулија, јас ти благодарам за гостувањето во емисијава. Ти посакувам успешна реализација на овој проект кој е се уште во тек. Нека проложи и понатаму со овие идеи кои ти ги реков за птиците и за морето. Да. И се надевам дека ќе имаме уште многу вакви убави поводи за вакви убави разговори. Ти благодарам. Благодарам и на вас. Одиме понатаму се емисијава.